Согласно член 36 од Статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Програма за хуман третман и благосостојба на бездомни животни на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Едногласно, тука известителот, директорот на Комуналец. Повели директор. Здраво на сите. Програмата, мислам дека ви испратена на мејл дека дојдете сите советници. Јас накратко, што можем пократко ќе објаснам, па после доколку има прашања, мислам дополнително ќе одговорам. Во согласност со решението добиено од Агенцијата за храна и ветерина и одлуката на Совет за предавање на користење на прифатилиштето за бездомни животни на јавното претпријатие Комуналец, со одлука на управен одбор донесовме програма за хуман третман и благосостојба на бездомните животни на подрачјето за Битола за 2024 година. Оваа програма е изработена врз основа на методот залови, стерилизирај, вакцинирај и врати. И целта е општина Битола, јавното претпријатие Комуналец, да ги вложат сите ресурси за ставање под контрола на проблемот со бездомните животни, односно со ефикасно, одговорно и хумано и трајно надминување на проблемот на бездомните животни, односно на бездомните кучиња. Оваа пракса залови, стерилизирај, вакцинирај, врати е воспоставена како ефикасна пракса од страна на Светската здравствена организација. Повеќе оправданости зошто да се формира ова прифатилиште, односно има проблеми кои настануваат од бездомните животни, односно проблеми во јавното здравје, загадување на животната средина, оштетување на имоти, предизвикување на сообраќајни несреќи и друго. План за работа во оваа програма е детално опишан планот за работа на кој начин ќе се одвива работењето, односно дел ќе биде на јавното претпријатие, дел со јавни набавки, ветеринарните услуги, тестот за социјализација ќе се добиват на јавен тендер, а заловувањето ќе биде комбинирано, дел од нас, дел на јавна набавка и се очекува со 75% стерилизирани, односно кастрирани единки, процентот на напредок да дојде на нула, односно да нема размножување, со што значително би се решил проблемот. И во текот на 2024 година за функционирање на ова прифатилиште се потребни, согласно анализата направена, околу 10 милиони денари за до крајот на годината. Накратко, ова доколку има прашања, повелете. Ти благодарам. Прашања? Повелете. Директор, имам неколку прашања, сакате едно по едно, мислам дека е поарно отколку наеднаш сите. Прво, од последните ваши кажувања ќе почнам. Рековте на јавна набавка ќе оди и тестот на социјализација. Зошто биодел на јавна набавка, кога вие, колку што јас знам, поправете ме ако не е така, треба да имате вработени двајца, од кои едниот треба да има сертификат за вршење на испитување на социјализација, степенот на социјализација на кучињата. Какви сертификати имаат тие кои вие во овој момент ги имате ангажирано и дали имате ангажирано? Во моменту имаме двајца, тие на ветеринарниот факултет направија обука, каде што се стекна сега сертификатите, називите точно не ги знам. Да, ве молам да ми до седница да ми кажете какви сертификати имат, зашо имат добиено сертификати, дали само за заловувачи или и за луѓе кои што би вршеле некаков третман врз тие кучиња. Ве молам, ако не ви е проблем, да ми доставите, бидејќи сме според она ја што го знам, треба да имат различни сертификати. Две обуки различни направија, две обуки, едната е за сега точно не ги пред мене. Нема проблем, до седница. Можам копија од сертификатите. Да, само не мора копија, ме интересира називот на сертификатите кои ги имат. Добро. Тоа е првото прашање. Понатаму.
Рековте дека ќе имате дел ветеринарни услуги, дел знаеме дека ќе бидат, значи нема во тие ветеринарни услуги да биде влезено тоа што тие ќе бидат сместени на друго место. Од прилика ја имате сумата колку би се намалил трошокот кој што сега се дава, бидејќи сега тој што ги врши ветеринарните услуги наплаќа и за сместување. Тогаш нема да биде така. Имаме некаков процент или сума која колку ние би заштедиле како и вие како јавно предпријатие и ние како општина. Во моментот, пошто Немаме комуналец- направено таква математика? Не, пошто комуналец не го работеше тендерот за ловување, за са точно не ги имам сумите пред мене, можем дополнително доколку Не, се добро, меѓутоа знаете и самиот дека вие ќе мора да имате таква математика направено, колку би коштало тоа, за разлика што... Во оваа математика што каже во 10 милиони Добро. денари што се потребни грубо до крајот на годината, се вклучени комплетно сите трошоци како што се од храна, ветеринарни услуги, вработени, сите пропратни трошоци кои би биле настанати во прифатилиштето. Меѓутоа не можете да предвидите со тие 10 милиони колку кучиња би се истретирале, така? Бидејќи не знаете колку ќе ве коштат ветеринарните Да, услуги. не, пошто мора јавна набавка да се направи. Затоа ова е во согласност со оваа програма е изработена во согласност со односно во консултации со прифатилиштето од Скопје, со Лајка, па во некои пресметки како се движи кај нив, кои се цените од прилика, пошто на јавна набавка точно не можеме да предвидиме колку ќе бидат цените, затоа се од прилика груби се пресметки, затоа не одиме со точни податоци, бидејќи некои работи не можеме да ги предвидиме точно колку би биле на јавна набавка, кои цени би се добиле Значи, за ние храна или 10 слично. милиони ги имаме така кажано. Не, Мислам, горе-долу. груба пресметка е, да, точно до денар не можеме, пошто не знаеме кои ќе се добијат цени на јавната набавка. Сега, пошто го начнавте тоа прашање, ме интересира програмата која изработуваше, кој беше вклучен во изработка на програма, бидејќи ова е сериозен документ. Програмата јавното предпријатие во соработка со Имате лице во јавното предпријатие кое што е назначено да работи на овој проблем? не, ја изработувам како што ви кажа во соработка со Лајка, со Воислав од Лајка се вика, тој многу Воислав не работи поќе во Лајка. Беше директор, јас колку што знам не работи во меѓутоа, тој Лајка, затоа ве значително- прашувам значително кој, ни поможи, да, тој ни поможи лично. тој не е вработен во Лајка. Добро, меѓутоа беше Ви директор беше во Лајка. надворешен консултант, затоа прашувам во Да. кое својство ви помагал. Да. Како надворешен консултант? Добро. Сега последното прашање. Кога ќе почне да работи на стрешницата, на дворешниот дел на тоа прифатилиште? Па доколку се донесе оваа програма, Значи, рачунајте дека понеделник имаме седница, одлуката е донесена, дали може да ми кажете точно кога ќе работи? Кога ќе почне со работа? доколку јавната набавка нормално со тие согласно законски рокови се распиши во текот до понеделник ако се донесе одлуката, во текот на наредната недела треба да се направи измена на планот за јавни набавки, да се додадат тие и во текот на наредната недела очекуваме да се распишат јавните набавки за храни и ветеринарни услуги. Сега во текот на месец јуни, доколку нормално, пак ќе речем, доколку се течи по нормален тек на работите, не се издолжат јавните набавки, до крајот на месец јуни би требало веќе да започнеме со работа. Добро. И последното прашање, дали ова ќе биде придобивка за комуналец или е уште една обврска која што не знам како ќе се справите со истата? Мене ме интересира дали вие финансиски од ова ќе имате бенефит како јавно предпријатие или ќе ви настани дополнителен проблем, бидејќи сега, поправете ме ако грешам, сега плаќаме пола-пола општината со комуналец доколку имаме некаква тужба од страна на граѓанин. Со префрлањето кај вас, на кој начин ќе бидат регулирани тие пријави? Не можам да одговорам во моментот. Па мислам дека треба да се консултирате. Ова најдобро намерно, бидејќи доколку се сочите со пријавите да идат директно кај вас, јас не знам како вие како предпријатие ќе се справите со истото. Јас немам други прашања. Во оваа финансиска анализа што кажав 10 милиони не се вклучени. А 10 милиони од кај ги очекувате? Од општина Битола? Или ги имате? Не, ги очекувам од општина Битола. Значи сепак вие не можете да почнете во јули да работите. За да распишите јавна набавка треба да ги имате парите.
Добро, ма текот на јавната набавка, дури да тече јавната набавка, може да се обезбедат парите тие. Ама што ако не се обезбедат? Тоа ми е прашањето. Значи, вие менувате план за јавна набавка, а немате пари за да го менувате за тој проблем. Во текот на јавната набавка, за тоа очекуваме општина Битола да ни обезбеди финансиски средства. Добро, ве благодарам. Дополнителни прашања дали има? Во ред, нема. Одиме кон гласање. Програма за хуман третман и благосостојба на бездомни животни на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за? Ајде, повелете. Со кое возило ќе ги заловувате кучињата, директоре? Како со возилото кое е наменето за заловување на возилата. Цитроен нема? Да. Ние имавме минатата година, не можам се сетам на која седница, овде донесена одлука дека комуналец му го Така. отстапува возилото на општина Битола. Така. Сега општина Битола треба да ни го отстапи повторно на користење на јавното претпријатие. Добре, фала. Со одлука на совет треба да ни го врати назад. Дополнителни дали има прашање? Повеле. Овде, директоре, читам, се предвидува дека со 75% стерилизирани единки, процентот на напредок на популација станува 0%. Сега јас мислам дека најголем проблем е тоа што, да речеме, од поселата околните или од градот, ќе му се родат кученца мали и ги оставаат по депони, низ град, по паркинзи. Мислам дека ова 0% порастот нема да биде 0%. Не знам дали имате со инспекторите во општина Битола некоја соработка и да ми кажете дали тие пристапуваат на терен и имат стекнато некој што остават кучина, казнето. Тоа како ќе го решиме? Скоро секој втор ден гледаме во пакети кученца, тие ќе пораснат за 3-4 месеци и пак проблем имаме. Дали на таа проблематика имате поразговарано, подискутирано со општината и вие во комуналец? Тоа ме интересира најмногу од цела оваа програма. Точно дека има таков проблем, тоа ќе треба со зголемени контроли на инспекцијскиот надзор. Тука не можеме ние како јавно претпријатие да превземеме ништо од страна на санкционирање на тие што ги остават кучињата. Значи само општината, инспекторите за ова останува на нив одговорноста. Предпоставувам дека инспектор од Агенција за храна и ветерина дека и ти имаат таква надлежност. Дека. Меѓутоа ние како јавно претпријатие немаме надлежност за казнување, за санкционирање. Уште едно прашање имам. Изумив уште ова. Дали имате точна бројка во овај момент колку бездомни кучиња има во градот? И врз база на што е направена таа анализа? Дали само на територија на општина Битола или ги опфаќа и руралните средини? Значи ме интересира бројката која имате, бидејќи без катастар на бездомни животни, не знам како може да постапуваме на терен. Бројка дали имате на бездомни кучиња? Дека има околу 750 улични кучина во рамки на градот, а на целата општина околу 1100 кучина. Значи околу 1100 вкупно на територија на цела Битол, на цела општина. Добро. Сега, ако знаеме дека имаме капацитет од 50 кафези, максималниот временски рок за третирање е 30 дена.
За 6 месеци 75% велите дека ќе бидат третирани. Добро, директоре. Чим велите така, добро. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Нема, значи јас уште еднаш да прашам нешто директоре. Значи сега програмата треба да биде донесена на совет, како што разбрав. После тоа ќе треба да се обезбедат финансиски средства за да може да ви почнете ви да работите. Што значи, ние ви даваме нова надлежност за проблем кој што го имаме и треба да отделиме финансиски средства. Значи без финансиски средства отделене, проблемот не може да започне да се решава. Нормално. Благодарам. Дополнителни прашања. Јас имам дополнително прашање. Повелете. А зошто не побаравте на оваа седница да одделиме средства? Зошто не поднесовте барање? Треба општината со пренамена средства да ги додели тие. Ние кажувам во програмата дека ни се потребни 10 средства дека очекуваме ако на оваа седница ги побаравте, јас не гледам причина да не се изгласат. Зошто би чекале уште еден месец? За работа дека очекуваме од буџетот на општина Битола да се До Советот на општина Битола такво барање нема стигнато. Дополнителни прашања дали има? Во ред, одиме кон гласање. Програма за хуман третман и благосостојба на бездомните животни на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за? Едногласно. Уствари, 3 гласа за, воздржани, 1 против нема. Ви благодарам, седницата е завршена.